Над 40 ученици од Средното техничко училиште Наце Буѓони од различни етнички заедници преку активности изминативе 4 месеци се обучуваа за создавање подобри услови за соработка и ненасилна комуникација преку уметност и вештини на посредување и ученичка медијација. Обуките се реализираа во рамки на проектот Обединети во мир, кој го реализираше Сдруженијето Доверба Куманово. Во Зенечискиот дом денеска се одржа завршен настан на кој беа презентирани резултатите од активностите на проектот, кој е поддржан од екуменска иницијатива Жена Хрватска. Работеа на измислени случаи, на крај стигнавме и на вистински случаи, а групата уметност работеше на личен раст и развој, наоѓањето на мир во себе. Не можеме да помогнеме на други ако немаме самодоверба во себе, ако не ги знаеме своите потреби, да знаеме што сакам јас, зошто ми треба, па тогаш да размислувам зошто другиот нешто го бара од нас и што сака. Значи, постојано ние, ако не сме во контакт со себе, ако не знаеме да слушаме и не ги користиме оние комуникацијски вештини што подразбира еднаквост, независно од старост, независно од позиција, од функција, секој соговорник е вреден и е подеднакво значаен за нас. Само тогаш можеме да го разбереме и да дојдеме до заедничко решение. Ова практика што Доверба има уште од 2002, кога се вклучивме во градот, кога беше потребна ненасилна комуникација и медијација во 9 училишта, па продолживме понатаму да бидеме ние иницијатори, да постои советување за ученици како една следна потреба да се научат и родителите подобро да комуницираат, зашто основна воспитна улога е кај родителот. Како дел од овој проект, во делот на ненасилна комуникација, чувствувам огромно задоволство што имав чест и привилегија да работам со група млади луѓе кои што беа навистина заинтересирани да ги совладаат вештините и знаењата од областа на ненасилна комуникација и решавање на конфликти со помош на медијација. Сметам дека голем дел од овие техники кои што ги совладаа ќе им користат во секојдневниот живот и дека успешно ќе ги применуваат во своите средини каде што ќе учат и работат понатаму и дека тоа ќе стане еден нивен стил на однесување во иднина. Оно што и родителите, и наставниците, и учениците треба да си го знаат и да си го учат. Клетката е секогаш за доверба, семејството, меѓутоа не е ништо непоправливо, се може да се научи во училиштето, битно е да се знае дека учениците може да ги решат конфликтите и дека секој конфликт може да се реши со добра мисла, со позитивен став и секогаш да има добар исход, а не конфликтот да се претвори во агресија. Она што е многу типично за нашето општество, пост-ковид состојбата во училиштата, каде што има енормно покачување на агресивно делување на учениците и ова што јас денеска го проследив на овој настан е едно нешто што се случува постојано во училиштата и навистина го поддржувам медијаторската улога на учениците во училиштата, затоа што еден психолог, еден педагог, колку имаме стручна служба ние во училиштата, е недоволен за решавање на конфликтите. Убаво е што е во средни училишта, меѓутоа јас силно препорачувам тоа да се прелее и во основните училишта, затоа што е многу потребно за да има соученичко делување на оваа тема. Здравата комуникација е еден од столбовите на едно функционално општество. Медијацијата на нас како ученици, како млади луѓе ни помага да се осознаеме првин себе како соговорници, како говорители, како комуникатори, а подоцна и ни помага да ги успешно обсервираме нашите соговорници, за да можеме да оствариме комуникација која што е нетоксична, комуникација која што е функционална и која што е позитивна за сите страни, односно потоа стануваме и медијатори, благодарејќи на обуките кои што веќе ги поминавме и добиваме сосем нова улога, освен како соговорници, добиваме улога на трета страна која што помага конфликтот да биде разрешен така што сите страни би добиле позитивен исход, односно ниту една страна нема да биде заборавена. Во Средното Наце Буѓони веќе започна да функционира клуб за медитација за кој надлежните се надеваат дека ќе се прошири и во другите училишта.